ултра трейл трката во Кападокија, во студиото на македонската телевизија, педагогот од Ростуше, кој што учествуваше на оваа престижна трка, 63 километри, ќе се обидеме да го испровоцираме да ни раскаже во 10 минути. Харис, може ли во 10 минути да се раскаже тоа што се доживува таму? Прво, добро утро од мене. Мислам дека за 10 минути да се совере тоа искуство што го имав тамо е невозможно, но ќе се потрудиме нормално. Да кажеме збор два. Добро, кои услови треба да се исполнат за да се учествува на оваа трка? Вака, прво, значи, во овие кругови што почнав ја да се движам последниве 5 години, како престише да трчате тамо, на Кападокија. Знаете, Кападокија е многу позната туристичка дестинација. Едноставно, зборуваме за фестивал кој што се одвиваше едно, не знам, 3 дена, комплетно 3 дена. Главниот организатор на тркава е Саламон, комплетно цел Саламон. Го организира настанов, имаат поголеми фирми од типот Volkswagen, како што е. Ултра трейлот е трка, односно спорт кој што бара одредена подготовка, кој што бара одредени можности и способности на еден организам, на еден надпреварувач. Па кој се може да се занимава со овој спорт? Може ли еден обичен човек, да речеме, да се занимава со овој спорт ако му се посвети доволно и ако реши дека може да биде дел од едно вакво случување кое што е мошне масовно според она што можеме да го видиме на фотографиите? Па да, само морате да почнете од почеток. Значи збориме од не знам 2 километри од почеток до 5 километри, па 10 полумаратон. Значи прво почнувате со градски трки, пошто има разлика помеѓу полумаратон во, да речеме, јас трчав и на Скопски маратон, како припрема му доаѓаше тоа, но ова е нешто различно. Што зборуваме за трчате по планина, не е тоа нарамно. 63 километри не се нарамно. Значи... Добро, со оглед на тоа дека кај нас трчањето зема голем замав рекреативно, многу се трча повеќе од било кога. Кеот на Вардар сега и за зимскиот период ќе биде исполнет со рекреативци, оние кои што навистина велат, како велеше Кука Најановски, се заразиле. Се заразиле, да. Се заразиле со трчањето, да. И колку од такви постојат кои што е популарен овој спорт кој што ти го тренираш кај нас во европски, но и во светски рамки. Ајде да започнеме тука од кај нас. Па вака, јас моето искуство потекна уште од планина, пошто јас живеам во Ростуше. Ростуше е на 800 метри надморска висина. За да појдам ја до продавница, за да купам еден леп, што викаме, просто... Треба да истрчам. Па, не треба да истрчаш, треба едно 100 метри да поминам, за да стигнам до продавница. Почнав јас со планини од организација, некако добив покана да бидам волонтер на втората едиција, мислам дека беше во Охрид Ултра Трейл. Таа ни воедно и најпозната трка во нашава држава. Нормално имаме и тука, Водна матка е тука, имаме трки во Битола, но посетеноста, за разлика од оваа трка која што бе во Кападокија, посетеноста на нашиве трки е негде до 500 луѓе, конкретно од повеќе држави. И тоа повеќето се рекреативци кои што така го сакаат трчањето. Така, или почетници, или луѓе више кои што имаат некое одредено искуство. На тркава вамо 2450 официјални тркачи имаше од 73 држави. Меѓутоа со педигре сите. Да. Значи збориме за елитни тркачи, поголемиот дел. И луѓе што знаат реално малце поише од нас во овој, како да го наречем, овој спорт. Спорт, па секако е спорт, што има физичка активност и анимира повеќе луѓе, има надпреварувачки карактер, секако е дел од спортското милјење, од спортската шема во светски рамки. Македонија, има ли услови за развој на овој спорт? Да, има. Ние како здружение сега по ново
Пред една недела формираме Сдружение на граѓани. Наша цел во иднина за 25-та година е да организираме трка во Ростуше, пошто се почна од тамо. Мојата идеја е да соберам, мислам, да направиме една трка налег на овие светски, што викаме, ама тоа малце по... Па добро, не мора Да. првата година, втората, третата, петата, десетата. Здравје, имаме во план една 20-ка и една 10-ка. Километри се тоа. Да, 20 километри и 10 километри со 20 километри со 1000 и нешто метри успон. Значи треба да се посети еден врв кој што е доста атрактивен во нашиот крај. Врвот се вика Рудина и втората е 10 километри, таа мислам дека може и рекреативци да ја поминат, пошто поминува низ две села, Јанче и Јаджиевци, ако ги знаете. Како не? Да, Патот Маврово Девар. така, да. Односно И- Скопје, да. Скопје Девар преку Маврово. Интересна работа е што стартот и финишот ни се планирани во Ростуше, пошто Ростуше е центар на наша општина, така да сите активности кои што ги планираме да завршуваат и да почнуваат од кај нас. Што е Добро, со оглед на тоа дека издружение имате оформено, има ли слух од релевантните институции? Ви треба ли поддршка од некој? Имате да, големи планови? треба малце луѓе во кои што ја работат оваа работа. Значи конкретно еве би алудирал тука на Министерство за спорт. Малце да ги да гледаат некои работи што не се од Скопје. Значи ние, еве јас 90% од моите другари се заминати во странство баш од таа работа. Значи збориме за ситуација во која не е се во Скопје. Значи има и други градови, има и села, еве Ростуше, реално Ростуше е многу И дај Боже, туристичко. нека биде така за да нема иселување. Ростуше е едно од поголемите туристички места во нашава држава. Водопадов дуг не е на 1 километар и на доста странци. Значи, конкретно еве петок, сабота, недела, ние сме полни со странци. Окупирани. Да. Колку жители има Ростуш? Ростуше има 1000 и нешто жители, 1000 Повеќе? плюс, да, повеќе од 1000. Но 50%, можда и 60% се сега, имаат заминато во странство. И комплетно тие села што се до Ростуше, во близина на Ростуше, се иселени. Така да, јас се гледам тука за, не знам, 10-15 години, пошто сум педагог во средно, тамо живеам, тамо работам, така да... Педагог, учесник на Ултра Трейл трката, педагог кој што вети. Имавме денеска уролог и психијатар, нели месец ноември, месец на машкото здравје, имавме гости во студиото, со едниот од нив, па и со двајцата констатиравме дека е полесно со чашка ракија кога мажите ќе отидат на лекар, на доктор да се отворат. Вети чашка ракија и сиренце, ќе дојдеме во Ростуше да видиме и да се обидеме да го пренесеме искуството, дај Боже да организирате трката, па да бидеме и ние таму. Благодариме Харис Бекири што беше гостин ова утро во Македонија на утро, Кападокија, Турција, Ултра Трейл трката, која што е најпрестижната во светски рамки, на која што учествуваше ете и еден македонец кој што има сертификат за завршена трка.